Добро вечер и добро дојдовте во уште една отворена студија на телевизија Нова. Вечерва говориме за одбраната, за или против одбрана на македонизмот и македонскиот јазик. Оваа дебата повторно доаѓа во пресрет на сеано што ни се случува околу нас, со соседите. Вчера во Грција трилатерална средба. Една маса седна лидерите на Бугарија, лидерите на Србија и лидерите на Грција. Зборуваа и за Македонија, односно за Скопје, како што велеа тие, меѓутоа без представник од Република Македонија. Вчера по средбите Вучич даде изјава во која што застана зад изјавата на Дачич, дека од сега па натаму Србија ќе се однесува кон Македонија, како што ние ќе се однесуваме кон нив на меѓународната сцена. Дали се скаравме со србите? Не Сардис или Бугарија? Договорот за добрососедство еве го треба да го потпишеме на 2 август, а се уште во македонската јавност абер немаме за што тоа говореле и што тоа се договориле во Бугарија Борисов и Заев и каков тоа договор Македонија ќе потпише за добрососедство со Бугарија. Вечерва во студиото повторно имам чест да разговарам, ќе ме извините, ќе започнам со дамата, која што за прв пат е дел од оваа дебата која што е веќе во серијал, професорката Јованка Кепевска, и благодарам што дојдовте дел да видите од ова студио. Беше задоволство. И секако стандардно, како и во изминатите дебати кога зборувавме за македонскиот јазик и за македонизмот, во студиото Преград Димитриевски, добро вечер. Сотир Костов, добро вечер. И историчарот Александар Стојчев, добро вечер. Почнуваме еве со ова, дали ќе сакате да ми го прокоментирате што се случуваше. Не срдиса од сите страни, ни се повторували Букуреш 913-та, соседите намаса, Македонија намаса, а нас не нема никаде. Хајде, Преград. Па добро, ова е реприза фактички на Букурешт и на тоа што претходело на Букурешт. И да ви кажем искрено, ништо неочекувано. Очекувано е дека меѓународната заедница од петни жили настојува да стави крај на ова прашање кое Грција апсолутно вештачки ни го наметна како проблем и го држи во континуитет наваму, еве веќе повеќе од 2,5 децении, а ако се има во предвид и периодот на едноумието, значи децении и децении наназад. Сега, работата е во тоа што сите тие три соседни држави си имаат своји собствени интереси во поглед на Македонија и нормално е дека на таа трилатерална средба, барем од тоа што досега излезе во јавноста, тројцата соговорници имале посветиле одредено внимание и на Македонија. За жал, како и секогаш досега, Македонија не беше присутна таму. И според тоа што првично како создание дојде од таму, мислам дека дефинитивно е јасно дека Грција ќе инсистира на тоа дека прво да се реши проблемот со името, па потоа нивните црвени линии да следува приемот во НАТО и натамошниот евроатлантски процес на Македонија, што на некој начин е уште една потврда дека кај грците не поминува шармирањето, ниту пак привремената спогодба, така да од вчера јасно дека паѓа во вода настојувањето за приемот во НАТО да биде под референцата ФИРО. И таа средба вчерашна... Ти изненадува ли односот на Србија кон Македонија, острите изјави? Вчера Вучич не нарекуваше Скопје цело време. Не ме изненадува, затоа што предстои гласање за членството на Косово во УНЕСКО и они тоа многу добро го најавија. Ретерирањето на премиерот Заев дека тоа гласање Македонија ќе биде воздржана, го ставаат апсолутно на тест и чекаат како Македонија ќе постапи во тој поглед. Иако сум длабоко убеден дека и тоа прашање ќе доведе до дополнителни поделби во Македонија од аспект на настојувањата на албанските партии кои се сега доминантни во владината коалиција, нели? Така да очекувам и на тамошно зајакнување затегнување на односите и натре во Република Македонија.
Сото што велиш ти, не срди се од сите страни повторно? Па, сосема е точна вашата констатација. Со тоа што јас би додал само, мене ова ме враќа во среден век, кога се таксувала невестата уште од детски нози, па таткото влечи за една династија или држава, мајката влечи за друга династија или држава, а некој не го прашува девојчето или девојката која веќе во сериозни години за кого сака да биде таксана, венчена и така натаму, но во секој случај, ова е лекција на македонската дипломатија, што убаво вели Пепи, ништо не е случајно и не ми изненадува. Вчера Вучич одржа лекција како се бори за своите национални интереси. Сега да ве прашам и вас. Каде е шармот на македонската дипломатија? Што бидна од шармот што се продаваше во Атина? И синоќ ја за прв пат прочитав, веќе се враќа Бетмен велит. Добро е, детево се враќа во форма кога вели на секаде даваме шар, ама од секаде добиваме шамари. Јас не велам дека ова требаше не се случи и мене ова ме потсекува и на нешто друго посовремено, а тоа е шаркањето по салфетки на маса, а го воведува во политиката и дипломатијата Милошевиќ и Туџман, и од таа нивна скрбоманија на салфетки знаеме кои војни произлегува. Значи не одобрувам она вчера што се случи во Грција, во Солун, ако воопшто се разговара за Македонија, ако воопшто се разговара за името Македонија, требаше да има представник. Па без разлика што било друго на дневен ред и така. Еве да не поканили, мене ме плашат изјавите. Ако довчера сум го слушала Вучич како ни нарекува пријателска Македонија, сега одеднаш сме Скопје. Па сетете се кој го предизвика тоа. Сетете се кој велеше дека тоа е националистичко водство и власт, дека српскиот народ не заслужува тако, а замислите со колку мнозинство беше избран. Сами си се скаравме со србите. А не да во дипломатијата ништо не е случајно. Така. Ајде да говориме за нашата тема. Она што можам и вечерва да го забележам и морам да го споделам со гледачите е дека на масата секој од вас, пред вас има една книга задолжително. Тоа е книгата за македонските работи и македонската граматика од Круме Кипевски. Господи Кипевска ми донесе мене и, како рековме, од која година е ова? 46-та, јануари месец. Така, ова е многу старо издание, кое што вие го чувате, го имате еден доказ за тоа кои сме и каков ни е јазикот и од кога ни е. Ајде за добрососедството. Еве и вчера, повторно имаше повици да се знае што тоа се договара, преговара. Што мислите вие, требали и дали воопшто некој смее да се дрзне да разговара за тоа дали македонскиот јазик е македонски или бугарски? Не сме, политиката мора да ја следи науката. Мене ме повикува еден патриотски долг да бидеме категорички во однос на битта на македонскиот народ и македонскиот јазик, со тоа да ги утврдиме вредностите кои што постојат во македонскиот народ. Се создава една атмосфера која очигледно е предизвикана или се сака да се предизвика, да се створи една несигурност кај македонскиот народ. Јас ја повикувам науката одново да ги утврди оние конституенти кои што се утврдени веќе за македонската нација и македонскиот јазик и во таа смисла да го поврати поверението или самосвојноста на македонскиот народ да биде категоричен без оглед на тоа што дипломатијата има свој став. Ние имаме наш став кој што треба да се спротивстави евентуално кога званичните изјави и одлуки одат во еден друг правец. Апсолутно категорички мора да се застане на тоа што се конституенти на македонскиот народ и тие се поврзани со македонскиот јазик. Народот е јазикот. Значи, за тоа ни се многу важни некои пресудни, одсудни, како се вика, ставови кај Крстен Мисирков, а и покасно кај творците на науката за јазикот, што треба сега да ги афирмираме и на тој начин да одговориме на овие полемики или изјави кои што се јавуваат несречно во нашата околина. Очигледно дека е тука договор
на овие соседни земји околу промена на нашето име, евентуална согласност, и досега тоа било на повеќе наврати, али јас би сакала што повеќе да одговориме на тоа кои се нашите одговори или кои се одговорите на науката. Дали доволно ги презентираме? Прво, дали ги имаме, научните докази, и дали доволно ги презентираме и зошто не? Зошто еве овие книги, јас имав коментари за претходните емисии дека некои од овие изданија книги кои што ние ги споменавме прв пат слушнал некој за нив. Извадивме карти од памтивек, извадивме истражување од Лондон за тоа од кога Македонија и македонскиот јазик се верификувани како такви. Научните одделни сознанија се многу значајни за тоа што е македонскиот народ и што е македонскиот јазик. Да разграничиме, професорке, тоа се научни сознанија, не само наши тврдења, значи тоа е веќе наука. Апсолутно се тоа научни сознанија и исто така сакам да назначам дека пристапот кон народот и јазикот не го даваат само одделни науки, какви што се историјата, етнографијата и така натаму, туку треба еден целосен пристап кон народот, кога е тој создаден и така натаму, и во врска со тоа да се реафирмираат некои сваќања кои што се значајни за тоа што е одговорот, и друго да се изврши критика на погледи, пристапи кои што се присутни, на жалост, заради влијанија кои што се од источната провениенција и кои што се присутни и во бугарската теоретска мисла, и исто и се присутни и на Запад, во поглед на нацијата и незиното значење и со оглед на релацијата со народот и значи тврди одговори за тоа кој е Кирил и Методија, кој е Климент и Наум, што било средновековието за македонскиот јазик, кога е создаден македонскиот народ, што е тоа што се стекнало како состојба кога почнало научно да се изучува јазикот, значи јазикот постоел. И сега тука се само финеси кои одговараат на тие забелешки кои што ни се прават. Вика, имало бугарско влијание, имало бугарски изјави, имало пишувано на бугарски јазик. Впрочем, имаше и на српски јазик, нели, ние сите... Но Крстен Мисирков точно одговара на прашањето. Вели, историско-културните ситуации, состојби налагаат и објаснуваат зошто тоа било случај. Ние знаеме, бугарската екзархија била тука, незини биле училиштата, ние сме се образувале. Печатниците. Замислите, забелешка има што првите списи на македонски јазик се напишани на бугарска машина. Ева, на каква Друга машина? Друга немало. Значи, Значи, има многу, јас понатаму би одговорила на повеќе од овие прашања, затоа што се важни, бидејќи тој пристап кој е кај сите, кај нас, од политички памфлети до научни пристапи, природно научни, тој е пристапот на Декларацијата за правата на човекот и граѓанинот од време на Француската револуција и во повелбата на Обединетите нации. Меѓутоа, тука имаме една инклинација, каде што, Европската унија говори за иднина на европските народи, бидејќи границите и така натаму ќе се укинат. Меѓутоа, Обединетите нации остануваат организација на нациите, на политичките заедници, на државите. И за таквото пристапување е небитно дали е ова име, дали е она име. Погледајте Африка, како е исцртана, како со шестар поделени се државите. Воопште не им било важно да го искажат етничкиот момент. И затоа и сега некои предлози за Европа и за европските пристапи се прихватливи кога се иде кон промена на нашето име. Но ние треба да имаме наш одговор за таквиот пристап и за таквите решенија. Ние да ги бараме решенијата, ние да ги бараме одговорите и да го утврстиме уверувањето кај народот за својата самобит, зашто свеста помага. Свеста е одлучна, вистина,
Народот е творецот, народот е субјектот, народот создал јазик, создал друго творештво. Меѓутоа свеста во форма на науки и уметности. И колку си ја знаеме, и историјата, и овие книги, и така апсолутно натаму. мораме да го утврдуваме. Тоа внатрешно вежба на македонски, да ја утврдуваме вербата на македонскиот народ за својата самобитност и на тој начин да го одбраниме достоинството на народот. Така, господин Стојчев, си ја знаеме ли доволно историјата? Имаме ли доволно аргументи? Имаме ли доволно докази? Тоа говорихме, меѓутоа, ајде уште еднаш. А генерално си ја знае ли македонецот историјата за да може да си ја брани? Овака, македонецот има корпус на историски факти, создаден внатре во институциите на Република Македонија, но создаден со помош на архивите кои што се во сите светски дипломатски центри. Значи, тоа е многу битно да појаснам. Значи, не сме само ние, туку други кажале дека не има. Неспорен еден корпус, една голема историска вистина за потврда на македонскиот идентитет, за потврда на во смисла на македонска нација, во смисла на македонска револуционерна национално ослободителна борба за сопствена држава, како што рековме, паралелно со сите балкански народи не заостанува со ништо, дури учествува во национално ослободителна и револуционерна борба и на србите, и на бугарите, и на грците. А во контекст на воведот, низ историјата, особено историја дипломатска на Балканот, секогаш кога седнувале на маса Бугарија, Србија и Грција, едно од најдоминантните прашања било македонското прашање. Кога ја игнорирале Македонија, односно ја ставале на страна политичката организација или државата Македонија, имаме еден период од фактички почнувањето на револуционерната борба до создавањето на државата на 2 август 1944 година. Најдобар доказ е Букурешт, како што го спомнавте, 1913 година, каде фактички е резултат на една балканска војна, која ја започнале Балканскиот сојуз, доминантно Србија, Грција и Бугарија, заедно со македонците во прва балканска војна учествуваат, ја победуваат Отоманска империја, се повлекува Отоманска империја, токму поради разликите околу тоа кој ќе заграби поголем дел од Македонија, кој ќе денационализира и асимилира поголем број од македонски народ, македонско население, не можеле да се договорат и избумнала Втората балканска војна која резултира со Букурешки мировен договор. Каков резултат е Букурешки мировен договор? Една година по потпишувањето на 10 август 1913 година избумнува Првата светска војна. Првата светска војна, една од главните причини за избумнувањето на Првата светска војна, го имам и документот, книга, една од најексплоатираните книги за историја на дипломатијата, која што е цитирана на сите сајтови на Министерство за надворешни работи и ден денес, и на грчкото, и на српското, е книгата Приречник за дипломатска историја на Европа, Азија и Африка од 1870 до 1914 година, објавена во Вашингтон 1914. Мелои Ендерсон и Амос Херши се автори, каде што наведува дека македонското прашање, развиено во една поширока фаза, создаваше постојано анксиозност помеѓу дипломатите и државниците во Европа многу години пред Првата светска војна и во голема мерка стана кауза каузанс, односно една од главните причини за балканските војни, со што материјално придонесе за избавувањето на Првата светска војна. Именно Австрија, односно Австро-Унгарија ја нападнала Србија во 1914 година со идеја, со политика да направи ревизија на Берлинскиот договор 1898 и незадоволна од решенијата на Букурешкиот договор 1913 година, фактички една реална, објективна приказна состојба за нерешено македонско прашање, односно немање македонска држава. Во очи на Букурешка конференција имаме апел од македонска колонија во Петроград, која што пишува писмо до сите европски дипломати: аманте, браќа балкански, ве помогнавме во сите ваши востанија, ве ослободивме, учествувавме заедно во борбите, немојте да ја делите Македонија, престанете да ја делите Македонија, бидејќи единствено цела Македонија обединета може да му донесе добро на Балканот и воопшто на Европа. Сега, ако направиме една паралела од 1913 година, се кралства, монархии Србија, Грција и Бугарија, имаме еден период по создавањето на македонската држава, кога во надворешната политика на Југославија
Значи, едно од главните прашања во односите со Бугарија и со Грција е повторно македонското прашање. Сега имаме македонска држава, која што е како во рамките на федерацијата, но сите документи говорат за екзистирање на македонско национално малцинство и во Грција и во Бугарија, за борба, односно за политика што ја води СФР во тоа време за заштита, односно на некој начин во полза на македонската држава, односно македонско политичко раководство. Ова што говорите се факти. Да, и сега имаме повторно среќавање на балкански држави, овие што се значи наследнички Бугарија, Србија и Грција, значи не можело да разговарат за да него загатнат и македонското прашање сега во оваа форма која што е обзнанена. Знаеме дека нивен главен проблем македонското име, но сигурно зад тоа се кријат и други скриени политики и други скриени намери. Едноставно се обидуваат повторно ќе направат грешка, не дај Боже, нели во 13-та година, 14-та избувнала Прва светска војна. Историски процес е дека ниту една канцеларија, држава, политика до сега не успеала да го избрише македонското име, македонскиот идентитет. Нема на никого тоа да му успее. Не знам по какви околности да се... Не џабе ве прашав дали ова што го говорите сега се факти. Знам дека се факти, сакавме да потврдиме. Зошто? Една изјава од актуелниот премиер на Република Македонија, Зоран Заев, е дека ако веќе имаме проблем со сите соседи, тогаш може би е проблемот во нас. Така беше изјавата. Говорејќи за овие факти, како ќе го коментирате тој дел и фактот што ете сега се случува се ова што се случува, односно со право е загрижен македонскиот народ дека поима немаме што се случува во Бугарија и со добрососедскиот договор. Со право, токму од таа причина и за оваа емисија донесов повеќе документи што се од странска провениенција, односно од западноевропска провениенција, кои што никој не може да ги побие. Како резултат на Прва светска војна е конференција во Париз, каде што повторно македонското прашање е ставено некаде на страна, не е решено, а во извештајот што навистина се случило во Париз од американските делегати, Едвард Хаус и Чарлс Сеймур, наведува македонското прашање, сега да не го читам, но дека македонското прашање повторно стана доминантно, дека македонците, како што е ситуација, во отсуство на вистински лидери, во ситуација кога земјата е осиромашена економски, човечки ресурси во текот на Првата светска војна, е оставена едноставно на соседните балкански политики да решават за незината судбина и вели не постои друга можност освен македонското прашање да биде повторно оживеано преку можните грубости, жестокости од страна на грците и србите во нивниот третман на македонците. Во сите овие што ги донесов документи, македонците се дадени посебно од србите, бугарите и од грците. Особено Прва светска војна, еден исто многу важен документ, извор е текстот на Херберт Кори на Патот за Битола, каде што тој опишува состојба во Македонија во 1917 година и како на Патот од Битола кон селото Добровени среќава една стара жена која што му вели: ниту бугарка, ниту србинка. Ми рече една постара жена, одсечно, кога ние ја напуштивме Битола на патот кон Добровени. И под наводници дадево: јас сум единствено македонка и ми е смачено од војната. Многу документи кои што навистина не една политичка фигура или личност или естаблишмент или влада, значи едноставно мене ми е страв, односно и ми е создава една неизвестност од реакцијата внатре, бидејќи сум убеден дека македонскиот народ нема да го проголта тоа туку така врз база на се она што се создало како доказ, како наука, како код, меморија во свеста на македонците. Точно е дека малку се знае за овие историски факти, за карти, за документи, но токму таму уште еднаш благодарност и поздрав до вас, до емисијата, да биде поттик за уште поголема активност во јавноста и навистина да се разбудат, да се на некој начин малце поттикнат институциите внатре во Македонија кои што се создадени токму за таа намена да, особено научните институции, да реагира.
Па не е само реагирање да се биде на предавања, на конференции, и тоа е еден дел од методите, но особено кога се замешува политика во историјата, не можеме да останеме имуни и да не на некој начин соработуваме, односно да не даваме придонес. Имам уште едно, само како една теза за заедничко славење Бугарија и Македонија на Илинден, односно за потпишување на договор за добрососедство, малце како да ни е подзаборавено, односно свесно е подзаборавено, ставено на страна едно исто многу важно големо востание кое што има јасен, недвојбен национален презнак македонски. Тоа е востанието од 17. октомври 1878 година, имено Македонското востание, чишто водач е Димитар Поп Георгиев Беровски, во кое што се издадени многу документи, а еден од тродимензионалните предмети кои што се чува во македонските музеи е печат на началникот на штабот на Македонското востание, кое што во ниту еден документ, во ниту една изворен факт не е именувано како кресленско, од веројатно причини да се намали тој презнак македонски во смисла национална македонска, и во време на поранешна Југославија, но и денес многу често се именува како кресленско за да му се земе тоа македонско, а е кресна центар на востанието кое што е денес во Пирински дел на Македонија, односно во Бугарија. Таму била локацијата. Што ќе кажат колегите историчари од Бугарија во однос на ова востание? Дали, како што рекоа, дека ако се сега согласи да се слави Илинден заедно, дека ќе биде крај на македонизмот? Значи, тука е исто извориштето на македонизмот. Особено она што го зборевме минатата емисија, во стратегијата на македонското востание, во воведот, во правилата на Македонскиот востанички комитет, е дадена една врска стратегиска, вака вели Востанички комитет. Ние востанавме како поборници на слободата. Со нашата крв, што ја пролеваме низ полињата и горите македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата со нашата девиза слобода или смрт. За во еден од наредните членови да ја продолжи таа нишка на изворно македонска и државна, правна, политичка, културна низа, со врската како нашата цел на македонското востание не е никаква тајна, таа е ослободувањето на Македонија, таа земја на славните словенски просветители и учители Свети Кирил и Методи, која со векови страда под турското иго. Доколку во октомври 1878 година им било јасно на нашите интелектуалци и политички и воени структури дека единствена брана, односно одбрана на македонската национална идеја е на некој начин отфрлање на странските пропаганди и врзување на она што ви е родно огниште, од која земја потекнувате. Па од таму се и на плејада македонски интелектуалци прашувања ни кажуваат дека сме срби, дека сме бугари, дека сме грци. Луѓе, ние не сме ни срби, ни бугари, ни грци. Што можеме да бидеме ние? Ние сме на територија на Македонија. Не обвинува, односно ја става Македонија Петар Стојанов, поранешен председател, како во романтизмот на Бугарија. Значи, тоа е еден бран во цела Европа на враќање на корените на антиката. И природно е македонците кои што се родени, крстени Сирко во Пела, значи античка престолнина на Александар и на Филип, Гоце Делчев Кукуш, значи плејада македонци кои што се, значи на територија на Македонија, и Димитар Македонски вели, па ние вика не што се случило, не се отворила вика земјата Македонија па да ги голтне сите македонци. Што можеме да бидеме ние ако не сме македонци? Така. Ќе направиме овде кратка пауза, само предрека должни сме на спонзорите за краток блок реклами веднаш. Сме во студиото, говориме за македонизмот и за македонскиот јазик, заштитата. Говоревме дека точно се знае од кога македонците знаат дека се македонци. Сакаш да дополниш, Пипи, повели? Сакам само да се надоврзам и да на некој начин да дадам вовед за тоа што ние беше во главната тема македонскиот јазик. Некаде во средината на 2000-тите години беше направено едно истражување, една анкета околу најзначајните личности и датуми во Република Македонија. И се што покажа таа анкета? Ја спроведе мојот почитуван професор Јован Павловски преку неговата издавачка куќа МИА. 5 најзначајни работи се издвојуваат. Прво, како личност, Крстој Петков Мисирков, потоа Илинденското востание, потоа 11. октомври,
Асно и осамостојувањето 1991 година. Сега, ако ги видиме... Ако три од тие ние ги фрлиме... Значи, што опфаќа сега договорот за добрососедство со Бугарија? Јазикот, Крсте Петков Мисирков, Го бришеме. го бришеме. Илинден, Нема веќе за македонските работи. Илинден го даваме, му даваме заедничка нишка. Не му даваме заедничка нишка. Вчера еден од пораничните претседатели на Бугарија даде јасна изјава дека Илинден е бугарско остание. Тој е бугарски, дека не е воопшто македонски и дека Македонија е дел од Бугарија, односно е Бугарија. Да, ама има и друг дел. Пораничниот бугарски председател Петар Стојанов каже друга една мисла. Ако се откажеме од македонскиот дел, што ќе остане за бугарската историја? Да, ќе немаме ние историја, да, така рече, да. Единствена суштинска историја на Бугарија е македонскиот дел. Во тоа е проблемот. Сега, зошто се дава приоритет, тоа што професорката спомена, советувањата во МАНУ, соработката со бугарските историчари, академици, едно друго што уште пред 4-5 години и нивното инсистирање или да биде нишката која треба да не поврзува, да биде нешто заедничко. Илинден еден, првиот Илинден, не може да се двои од вториот Илинден. 2 август и првото заседание на АСТО. Сега, државотворноста на Република Македонија датира од тогаш, од 2 август, од првото заседание на АСНО, 1944 година, кој што е најзначајно, суштинско, официјален јазик на државата ќе биде македонскиот јазик. И они... Ако било бугарско остание, немало да има македонски јазик, и бил бугарски. Они од тоа бегаат како ѓавол од темја. И сега едно логично, односно антилогично прашање да поставиме. Ако според нивната теза во Македонија живеат македонски бугари, таму во Бугарија живеат бугарски бугари, односно бугари, зошто ни е договор за добрососедство меѓу бугари? Македонски бугари и бугари, нема логика. Договор се подпишува меѓу две страни, односно два народа, односно две држави. Значи, паѓа во вода тоа што они од петни жили настојуваат да го докажат. Един народ во две држави, така беше. Дека тука живеат македонски бугари. Сега нишката е македонскиот јазик, официјалниот јазик на Република Македонија е воспоставен од АСНОМ. И сега тука има уште еден додаток што мора да се спомене. На мартовското советување на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, одржан во Белград, 1945 година, Тито, меѓу другото, ќе рече, македонците не разбираат што е тоа федерација. Зошто? Има значење тоа. Има значење од аспект на тоа дека од првото заседание на АСНОМ до второто заседание на АСНОМ Македонија практично функционира како самостојна држава. И тука, во тој период, чистиот асномски период, нема никакво влијание ни Белград, ни Софија, ни Атина, никој. И токму затоа Тито ги испраќа овдека Кардели и словенецот, не ми текнало моментов името, за да ги селат работите во Македонија. Значи, суштината е во воспоставувањето, официализирањето на македонскиот јазик како официјален во Република Македонија. Професор Кериков, да се навратиме и на 9 век, дури и порано. Да, вака, ќе почнам со следното мислење кое покажува Круме Кепески, кога се нашол пред обврската да ја напише граматиката. Граматиката е во јануари месец 46 година објавена. Пишувана е 45 година. Неговата изјава е следната: јазикот постоеше. Само требаше да се стави на харта. Јазикот беше тука
она што граматиката треба да направи, да го издигне на категории, како што рекол и Хегел, и да ги објасни моментите кои што го обележуваат. И сега морам да кажам, уште 45-та, со граматиката, докажана е структурата на јазикот, која што се разликува фонетски, синтаксички, етимолошки и лексички и од српскиот и од бугарскиот јазик, бидејќи има специфики во членот, во акцентот, во форми именични и во форми глаголски. Значи, различни од другите јазици. Ова 46-та година го потврдуваат сите рецензенти од светот, од Словачка, од Чешко-Словачка тогаш, од Франција, од Англија, од Русија и јасно и другите земји, Словенија, Србија и така натаму, на кој начин јазикот како литературен се вброил во семејството на словенските јазици и тоа како рамноправен член. Сега морам да свртам внимание кон Мисирков и тоа што го рекол, што ни се случило околу јазикот, бидејќи ние знаеме дека книгата е изгорена 903 година. Останати се 3 примерока. Едниот го има Александар Белич, тој е српскиот голем филолог, и има уште 2 примерока. Го има Друштвото за македонски јазик или групата за македонски јазик пред 1941 година и уште еден очигледно во внатрешни работи, во полицијата. Зошто е запален? Зашто е запален Крстен Мисирков? Затоа што рекол дека ние, се сметал за македонец, ние овде сме во врутокот на првата словенска книжевност и создавање на јазик литературен. 9 век, значи, од Кирил и Методија до Климет и така натаму. Тоа што ни се случило е да создаваме јазик постепено, а пак другите словенски земји создаваат со известна тенденција јазик. Значи, ни се случило потоа, средниот век, поради историски околности, кои што се познати, тој јазик да не доживеа литерарна форма, дефинитивна и да не создаде пишана литература. Ама то не значи дека јазикот не се развивал. Погледајте ја нашата црковна уметност, градежништво, нашето народно творештво во сите облици, значи непишано народно творештво и така натаму. Затоа и можел Круме Кепески да рече, јазикот беше тука. Јазикот на Кирил и Методи, на Климент и Наум. Јазикот кој што го познавав. И го изведов во облик, во литерарна форма. Асном бара, значи, баш точно тие облици, за да може да потврди дека македонскиот јазик е официјален. И тие дошле многу брзо. Создадена е азбуката, правописот, граматиката, за како се вика, завршено е тоа прво кодифицирање на македонскиот јазик. Се разбира дека јазикот се развива, како што впрочем и нашиот идентитет мора да се развива, врз основа на уметноста, врз основа на науката, да го дефинира, да го досигура, да ја досигура свеста кај народот, што е тој и како е и така натаму. Кој не знае песмата на Кочо Раци? Кој не чувствува музиката во песмата? Не може на друг јазик да се доживее. Тоа само ние можеме да почувствуваме што е таа и што значи за нас. Значи, затоа е уништен и затоа се јавуваат сега одново овие исти прашања, кој чиви се Кирил и Методија и така натаму. Ние знаеме дека црквата од Охрид е пренесена во Русија. Вие знаете дека
Кирил и Методија се ставени на мостот на Карловиот мост во Прага и каков пиетет имаат, со каков пиетет доваѓаат русите во Охрид. Меѓутоа, зошто професорке не е јасно? Значи, еве, јас ако се родам од мајка и татко македонци, а случајно се родам во Словенија, јас не сум словенка. Јас сум македонка. Значи, единствено што се поврзува со сите овие наши дејци, со сите наши ови востанија, зашто во тој момент, во таа историска конотација, се печатело во Софија, се било во Кресна, востанието што тоа било Македонија, се одело, нели, по... Таков развој историски имало и културен. Значи, имало влијание. Дека не се наши кривите. Впрочем, и историјата е, така се вика, оди на цик-цак правец. Нема праволиниен тек и сето тоа. Меѓутоа, ова е сега злонамерно искористување на некои прашања кои што се наметнуваат и така натаму. И директно, точно Крстен Бисерков вели, за тоа што ни се случува, некои да пишувале на бугарски јазик и така натаму, затоа што сме учеле и затоа што сме биле во таја културна состојба да мораме да се промовираме на тој начин. И сега тоа да се искористува и така. Да се злоупотребува. Да се злоупотребува. Само уште нешто. Значи, многу рано една група во Белград прво се спротиставува на тврдењата на Белич дека македонскиот јазик е дијалект на српскиот јазик и така натаму. Се зафаќа точно за клучни теми кои што се анализира. 31 година се дискутира ако се ослободиме, што ќе бидат основите, не се знаело за книгата на Крстен Бисерков, кои ќе бидат основите на македонскиот литературен јазик. Мојот татко, чии книги јас ги приредував посмртно, бидејќи не се бавеше со тоа, не обрнуваше внимание да ги среди тие работи, он имаше голем пиетет према Крстен Бисерков, он велеше да не бил научник, немало да предложи токму тоа да на брзина создадеме литературен јазик за да го надокнадиме оној ток кој што сме го изгубиле во еден подолг период, а постоеме 1000 години и врутокот е кај нас. Да не бил научник. Зошто се поставувате за тоа обратно? Зошто еве не кажеме ние дека бугарскиот јазик е дијалект на македонскиот јазик, дека и српскиот јазик е дијалект, па и словенските просветители Кирил и Методи се оние кои што го писмениле. Направен е со тенденција. Точно јас сакав да ви кажам, темите кои што се анализираат, тоа се проблемот на акцентот, проблемот точно на врутокот, тој на Кирил и Методија, тој е Черноризец Храбар. Денеска, еве има во написите, во пројавите, дека Черноризец Храбар, кој што е познавал само глаголицата, бил фактички царот Самуил. Тоа е теза која е негирана, ама сега се искористува, бидејќи цар Самуил бил оној кој што го донел тој златен век на Преслав и сега се сака да се врзи со Преслав и сите, дури дека ја нарачал кирилицата од Кливента. Значи, тези кои што се побиени, а точно тие студенти кои што биле во Белград, кај што спаѓа Крум Тошев, Љубен Лапе, и Круме Кепески, точно со тие теми се бават, каде што го гледаат коренот на македонскиот јазик и чврсто уверени дека работите одат. Значи, одговорите постојат на овие актуализирани прашања. Тие постоеле подолго време, тие по потреба се повампируваат и се поставуваат, но за нив може фино да се одговори и ние треба тоа да го направиме на сите можни начини, како што рече колегата Стојчев. И сега го споменавте Самуил, морам да прашам, ќе сакате ли да ми прокоментирате, господине Костов, не знам дали можевте да видите, кога зборуваме за свеста на македонците, има и македонци кои што тврдат дека сме бугари, дека дури Самуил бил бугарски цар. Анита, зборувам за интервју на... Од трафика купувам новини, од вечер секој да ги купувам. Дневните 3 што преостана, Фокус и Република.
Во фокус на две страни статија од Стојан Андов, за кого знаев и знам се уште, дека беше идейно-политички подобен комунист, дека беше докажан демократ, јас реков компетентен демократ од 24 карати, ама не знаев и дека бил благонадежен историчар. Една статија насловена Цар Самуил е бугарски цар. Ја денес нема да расправам чиј цар бил цар Самуил, за средниот век, што убаво го загатна професорката, ќе донесеме специјалисти. Меѓутоа, дали треба еден виден политичар македонец тоа во... Вашето прашање, ја вака го сватив. Кој е тој сенс политички, државнички во ова чувствително време кога на четвртиот вук му се додаде и петиот вук од македонското ткниво кој сака да го растргнат, еден државник кој учествуваше во создавањето, тоа не можеме да го порекнеме, беше председател на Собрание на Република Македонија, сега дава теза во прилог на една држава, а знаеме историски таа држава како се однесува. Незгоден момент, баш па незгоден професорката кажува што се низ историјата ни правила. Таа пропаганда во минатите емисии изборевме и видите, спонтано работите ни се вртат во следните емисии, ќе ја свртиме дискусијата кон присуството на национална свест македонска кај нас македонците и отсуството кај еден дел од нив. Не можам, значи, ево, јас моето го кажувам. Јас не сум историчар. Ја она што сум изучил од средниот век, од извори што сум гледал, ако цар Самуил бил бугарски цар, ќе си бил во нивните престоли таму кај што се плиска пред така натаму, во нивниот дел, а не овде да правим нови на островото на змиите, што јас велам, во Преспа и во Охрид, фактички. Тој го актуализира Охрид, па потоа станува и Балкански Јерусалим, па имаме и тврдина од него и така натаму. Но, не сум историчар, ќе го оставам тоа на историчарите да му одговорат на господинот Стојан Андов, а јас од политички ракурс ќе му одговорам за ова во моите колумни. Ова пластично искажување на професорката не можам да не подсетам, значи за јазикот, за оние што ни го напаѓаат јазикот, што сакат да ни го скрнават, не можам овде да не ја кажам, тоест да ја прочитам една мисла на Гане Тодоровски, искажана пред 20 години, кој за тие што ни напаѓаат, вака вели ни го напазаат јазикот. Афери, мрсници ни едни, се едно како се викате, како ли, кокола на што го викаме, некако, премногу брестеја закаколиле, вашите панаѓурски знаења за македонскиот јазик се нус производ на вашата неуроза на морално деградирани луѓе. Ниту ќе додадам нешто, ниту ќе одземам нешто. Вечерва сакам моето стојалиште кратко да го кажам, ако има време ќе го да објаснам, мое лично. Јазикот македонски е колевката на македонската нација. Јазикот македонски е основниот белег на македонската самобитност, на македонскиот идентитет. Во овој контекст го ставам под контекстот на македонизмот што со Пепи се трудиме да го актуализираме во Македонија заедно со вас. И го истиот го сваќам во една симетрија повторно на јазикот македонски, нацијата македонска и државата македонска. И сега да се подсетим на што Пепи го зборуваше. Ова се и пораките и поуките на нашите светилници. ВМРО и Линден и Линденската епопеја. Мисирков, што збореше професорката, НОП, АСНОМ, и ја морам да го ставам конески, па дори ако сакате, таткото на граматиката и Кеписки е во овој низ. Само така, луѓе освестени со национална свест, ќе знаат дека не смеат. Дека да ги пипнат овие свети. Тоа е неголема ерес, тоа е неголемо скрнавење да чачкаш, како беше јас, да не се повторувам, во душата македонска со валкани прсти. Не смееме тоа да го дозволиме и колегата до мене го збореше народот, тоест граѓаните, тоа нема да го дозволиме. Мораме да востанеме
Ова не е повик на борба, ова не е повик против никого, туку да востаниме за одбрана на нашата македонска самобитност. Сега, она што мене ме запрепастува, јас не сум ниту историчар, не сум ниту аналитичар. Според мојата професија како новинар, ги следам случувањата, гледам како работи диаспората на Грција, гледам како работи диаспората на Бугарија, гледам како работи нашата, односно колку сме ние јаки како лоби во светот. Факт е дека грците се малку понапред од нас во перењето мозок на странците за тоа кои сме ние, што сме и дали сме грци или не сме грци. Меѓутоа, она што мене ми запаѓа за око. Дали сум, кажете ми вие, господин Стојчев, сепак вие со факти се бавите. Дали сум јас субјективна? Кога јас би имала документ од Лондон, би имала документ од Турција, од памтивек, би имала документ од Франција, би имала документ дека македонците постоеле, а некој од друга страна ми вели не постоеле, тоа биле грци, тоа биле бугари. Зошто странците повторно им го слушаат гласот на грците, на бугарите, на ова? Пошто бидејќи ние можеби сме немале држава како држава во не знам правни рамки формирана. Македонците од секогаш постоеле, овде докази има. И на попис не има. Уште во која година таму турскиот прв попис што бил овде? Па и во иселеништвата што одат за Америка се попишуваат првите дека кога доаѓаат. Значи ние може сме немале правна држава. Ние сме биле тука, јазикот бил тука, твориштвото било тука, луѓето биле тука. Зошто меѓународната заедница, генерално зборав, значи научната јавност, меѓународната заедница верува на рекла казала дека ние сме вакви или такви, а не верува на овие докази. Видете, релативно кратко време е поминато од овие најтрагични настани кои што ги доживеа македонскиот народ во време на Балканските војни и во време на Прва светска војна. Тоа се само 100 години, речиси еден век и уште некоја година од современо живење и ќе треба повеќе време да помине за да Македонија како држава си создаде вистински пријатели во меѓународната заедница. Не смееме да заборавиме дека заштитници на грчкиот устав од 1832 година се Велика Британија, Русија и Франција. Не смее да заборавиме дека врските сојузнички кои што се од време на Прва светска војна, Србија со Франција, Германија со Бугарија, значи тие односи не само во политички конотации, односно во канцеларии, секогаш биле надополнувани и со лични, семејни, тие династички врски поврзувања. Така да едноставно ние како најмлада држава, ако го иземеме Косово како држава, значи не сме создале се уште дипломатска мрежа, не сме создале се уште надвор соодветни механизми за да управуваме со нашите потреби, што за ова кратко време ни се врати. Но зар не е доволно договорот од Букурешт 1913 да се стави намаса кај било кој од Европската унија да им се каже, значи Македонија била, еве кој ја поделил, како ја поделил? Така. Ама верујте дека тоа... И дури нели имаше и клаузула 100 години, како беше? Не, тоа не е, имаше само идеја дека постои таков дел во договорот. Не бараме ние да се вратиме, меѓутоа тоа е доказ дека... Тоа е ова што јас почнав да го кажувам, дека не успеавме да создадеме. Значи, некој од и сегашните значи, раководители, односно лидери, политички, и сите што биле од 91 наваму, требале тоа да го направат на поинаков начин. Доколку ние, почнавме со отстапување. Да. Се отстапувавме. Па ние, мислам, 95-та година и сега кога некој од надвор ве гледа дека прифаќате се, буквално што ќе ви се на некој начин сервира, и тие си создаваат впечаток дека ќе поминат и некои други работи кои што, да речеме, за мене беше фрапантно Македонија да си го менува државното знаме 2 дена по атентатот врз претседателот на државата, со одлука на собрание, туку така да си го смени, да речеме, државниот символ. И сега некој тоа го гледа како ранливост на македонската држава. Особено во историјата, ние почнавме во институциите на некој начин да го кршиме мразот во однос на прифаќање објективно на вистините. Точно е, ова што го пишува во книга на англиски или на француски, на германски, во документ, во карти, не може да го избрише никој, бидејќи тие се секогаш се продуцирани и во повеќе примероци. Слушнавме дека 3 примерока каде се наоѓаат од делото на Мисирко. Запалиле, но сепак не ги запалиле, нели повторно не успеале. Но посебно овие што се надворешни субјекти, односно провениенција надворешна, ги има.
Имаме луѓе, не смееме да бидеме да гледаме црно или бело. Значи ние имаме реално позиција, како всушност затоа сме и држава, затоа сме и нација. Но мораме да се мобилизираме на сите нивоа, поагресивно би рекол под наводници и во науката, и во овие дипломатски игри околу Македонија. Па еве само еден документ од 1918 година, преписка со Пашич, Никола Пашич, кој што е председател на Комисија Југословенска и на српска влада, со пратеник од Париз, кој што од конференцијата известува, вика дека се заговара, вика за да се избегнат спорења помеѓу Грција и Југославија најмногу, се предлага, големите сили имаат идеја, амбиција да создадат автономна Македонија во овие природни етнички и географски граници, која што ќе биде под заштита на американците или енглезите. Тампон зона. Сега, ние Втора светска војна имавме силни сојузници, имавме, значи, антифашистичка коалиција и тоа е, мислам, една од најголемите причини што успеа да се реализира и денската идеја. Може и не немаше да не беше така. Се што направивме во тој период меѓу македонската државност, создавање и независноста на државата 1991 година, се овие прекрасни дела, книги, граматики, правописи, речници, повеќе јазични, има многу. Во библиотека на МАН, во библиотека НУБ, во институциите. Кога излеговме како држава независна на тоа дипломатско поле, кое што секој си го на некој начин не гледаше како своевиден плен во однос на овие соседни балкански држави, тогаш мислам дека најмногу излегува во пресрети во потребите на Македонија, Република Турција и Соединетите Американски држави. Тие испратија први батальони УНПРОФОР за да се чуви, да се штити. Токму некоја приказна која што едноставно Европа на некој начин се обиде да направи за да Македонија обстојува како држава. Се она што е внатре во Македонија, освен, да речеме, на страна тие политички, дневно-политички настани, партии една со друга, но за некои работи, за јазик, за црква, го спомнавте Самуил, па свесни ли се дека Охридска архиепископија е востановена како црква од царот Самуил? Дека ако го се обидува некој да го изедначи Самуил со Бугарија, значи треба да се откаже и од македонска црква. 1870 кога е создадена бугарска екзархија, имало ираде од султанот и за создавање, односно на обнова на Охридска архиепископија, но под притисок на Русија тој го стопирал тоа, не е обновил Охридската архиепископија. Така да се многу симптоматични и јас себе како историчар само мислам, не знаев за ова колумна, но согласно амбиентот дипломатски во време среден век, согласно состојбата фактичка, значи и во документите, и не смееме да заборавиме, значи, западноевропска канцеларија, латински извори и источноевропска, односно старогрчки извори и словенски извори, каде што се пишува за тоа што е, каков цар е Самуил, дали е бугарски, дали е македонски. Исто и за јазикот. Значи, јазикот во среден век е старословенски јазик, црковнословенски јазик. Нема, нели, професорке, нема подосна кога почнува национално ослободителна... Каде има старословенски? Како? Каде има старословенски? Во црквите. Во црквите, да. Така да, едноставно, од државно-политички правен континуитет на Бугарија го зема, Самуил се титулира само како бугарски цар во некои избори. Тој фактички ја узурпира бугарската крона. Што кажа господата, првото бугарско царство е во Плиска и Преслав. Па Самуил го раководи македонското средновековно царство од Преспа и од Охрид, па после имаме повторно обновување на, или во историјата познато на второ бугарско царство, кое што не е туку е во Великото. Така да и други аргументи, попут Дуклјанин, например, наведува посебни етнички категории за македонците, за бугарите. Песната на Роланд, средновековен еп, кој што е наведува народи кои што се во Европа, ги наведуваат бугарите, па после неколку други народи наведува народот на Самуил. Лав Ѓакон ги наведува четите на македонците како млади елени го поразиле царот Василий во битката кај Трајновата порта 986 година. Многу историски факти има кои што одат контра тезата дека
Самуил е бугарски цар, така да не би смеело некој кој што има толку едно бреме, товар носи во македонската и политика и општествен живот да си дозволи да толку лесно манипулира со такви термини. Ќе мора да направиме уште еден мал рез за реклами, веднаш се враќаме назад и привршуваме сијат, имаме уште некои 10 минути тама за. Назад сме повторно во студиото, веќе привршуваме со емисијата, меѓутоа еве да финишираме, зборуваме за македонизмот и за македонскиот јазик, сакаше да се надополни професорката Кипевска, извинете, поглед. Вака, значи народот и јазикот се две поврзани сосема работи. Значи, со развојот на наукот, на народот, а народот почетоци кај нас има токму во времето на 9 век. Тоа слабо се прихваќа. Кај нас се прави дека јазиците само имаат различна редакција. Од ова што го видов на отворењето на науката за јазикот, очигледно корените на јазикот посебен се уште од самиот почеток. То не се само редакции, туку е тоа посебен јазик. Нека не изедначуваат. Има сега тука гледања дека јазикот бил во почетокот ист, затоа што народот бил ист. Нити народот со бугарите бил ист, нити со србите, нити пак јазикот бугарски уште во самиот почеток бил ист, туку бил различен. Тоа, видите, кај Крстен Мисирков многу е убаво објаснето антрополошки. Значи, јазикот е духовноста на народот со оглед на развојот кој што го постигна. Впрочем, како и кај секој поединец, со постигнатиот развој ти постигнуваш известна духовност која ја манифестираш преку јазикот. Ете, тоа е неговата теза исто така и тоа е фактички научната вистина за одвоеноста на јазиците. Не е јазикот уведен, заведен 45-та година, туку е создаван и создаден. И нема тука апсолутно идентичност во народите бугарскиот и македонскиот од самите почетоци. Нема време сега да објасниме, нели, зошто е тоа така. И тоа треба да се прихвати. Видете, тоа е нашиот пристап кон нашата вистина за нашиот развиток. И таа е присутна и во комунистичкиот период. Единствено издание кое е подпишано со Лазар Колишевски, кое го составувале повеќе луѓе, наведени се внатре. Го имаат истиот природно правен пристап кон нашето создавање. Исто така е тоа објаснение зошто Гоце Делчев повикува на културен надпревар на народите. Тоа е израз на тој природно правен пристап, кој што денес е во сукоп со теоријата за нацијата. Видете, со преводите на римски, на латински јазик, воведен е терминот нација за народ. И тоа ја прави забуната кога ги разликуваме народ и нација. Европската унија и во германскиот јазик се употребува, на жалост, уште нација, како што се употребува и на друго место. Но фактички во Обединетите нации тоа има друго значење, има значење на нацијата како политичка заедница. И во такви услови грците ја користат токму таквата теоретска предпоставка, за да можат да внесат дека името не е важно, важно е тоа дека сте вие држава, па сега како ќе се викате и така натаму. Значи, таа врска со народ е изгубена и од теоретска гледна точка, и таа теорија за нацијата како политичка заедница, која има големи импликации, создава можност да не го разбираат сукобот кој што постои во врска со нашето име. Кај германците тоа е малку поинаку. Еве, овој последен гостин
Рот рече дека е тоа лудило околу јазикот, околу името. И дека никој надвор не го разбира. Ама не го разбира причините за тоа неразбирање. Грците веднаш писание официјално од Министерството на външни работи со предупредување да Грците ја користат по историја. Таа подлога, а друго да ви кажам, исто така јас мислам дека многу лежерно се приоѓа и кон разрешувањето на проблемот со името со оглед на тој пристап кој е во однос на нацијата како политичка заедница, која што не го легитимира народот и неговиот идентитет. И ние се навоѓаме и пред таа опасност, на жалост. Така. На самиот крај сме на емисијата. Ајде да се обидеме да закружиме господин Сукерџиев, господин Предраг, бидејќи во континуитет да продолжим кај што застана професорката. Коста Сулев Раци, 1940 година. И јазикот, тоа е голема сила на народот, на нацијата. Да му го земеш јазикот, тоа значи да му ја земеш душата, да го лишиш од неговиот национален персоналитет. И таа забрана овде, и иста таква забрана во Бугарска Македонија и во Грција, тоа е се борба за душата на македонскиот народ, но не за таа да се развие, току да се уништи. И тука има едно фантастично совпаѓање. Трите балкански буржоазии се единствени во нешто. Во тоа да се одрече, а потоа да се уништи македонскиот јазик, за да се избрише македонскиот народ како национална индивидуалност. Кажано е се. 77 години напишано пред денешниот ден. Можеме и понатаму да иста. Значи, јас ке подсетам само на доврзување на Пепи. Кирил Пејчиновиќ во првата декада на 19. век, во 1807 година, на камен запишува да се знае, да се знаете. Сато Венко Марковски вели дека 19. век е век на каменот и на огнот, револуцијата огнот. Григор Парличев, нашиот најголем поет, најучен човек во 19. век, вели, ни се обраќа на тогашните македонци, ама тоа е порака и за нас. Спознајте се себе си, чувајте се себе си. Тоа се јаки пораки. И да завршам со Константин Миладинов, во првиот пат поет, учен и најчитан и најсакан од нас македонците, кога зборува тој за себе, за македонците, за своите песни, тој македонец го сваќа за себе, значи за себе вели дека е македонец, за своите песни вели дека се македонци, дека се македонски, а за својот народ вели дека се македонци. Да заклучам. Според мене, а мислам и според сите македонци, освестени македонци, јазикот е на прво место при националната идентификација, веднаш до него. Значи, веднаш до него се етногенезата, рана на него, потеклото на народот, на нацијата, модерно сега што кажуват, и по нив иде личното чувство на припадност, на кого никого не можеме, на никого да му го одземиме. Така, ниту да му го земеш, ниту со сила да му го наметнеш. Ви благодарам многу што вечерва бевте во отвореното студио на телевизија. Нова важна тема, важни прашања и за Македонија, и за македонците, и треба да има што повеќе и вакви емисии, дебати, да си ја знаеме нашата, каде сме ние силни? Силни сме во книгите, во доказите, во литературата, во јазикот, во се оно што сме го работеле, во историјата, ни помагаат и овие странски документи. Војувањето, така, да знаеме да ги искористиме правно овие сите документи, да се надеваме дека нема да ни ја кројат капата и понатаму балканските држави без нас, намаса. Ви благодарим вам, драги гледачи, што бевте со ова отворено студија.